Предизвиците со кои се соочуваме на планината секогаш ги споредувам со сите предизвици кои ги среќаваме во секојдневниот живот. Понекогаш представуваат пречка, но понекогаш предизвик за да стигнеме до посакуваната цел. Вака ја започна својата приказна Илина Арсова, првата македонка која се искачи на Монт Еверест. Денес таа беше гостин во училиштето Герас Цунев во Просениково, каде на најмалите дечиња ги поучи како да бидат истрајни во животот и кој е клучот за постигнување на посакуваната цел. Денеска ќе стане збор за мотивација, ќе стане збор за исполнување на своите цели, на сонување и достигнување на своите соништа. Преку оние примери кои што ги имам јас секојдневно за време на тие високогорски експедиции, каде што со денови поминуваме во екстремни услови, значи сите тие предизвици со кои што се соочуваме можам да ги споредбам со оние кои што не среќаваат во секојдневниот живот, по некој пат ни представуваат предизвик, по некој пат пречка, за да стигнеме до нашата цел. Сега, низ конкретни примери, како сум ги совладувала тие работи на планината, ќе се обидам да ја пренесам и пораката како, односно со отворено срце, со искреност и со истрајност. Само така се стигнува до целта. Не почнува ништо во Катманду или во Непал на дното на Хималаите. Овде почнува целата работа. Треба целата процедура да се заврши, да се обезбедат финансии, логистички да се изорганизира целото тоа патешествие, па да се стигне до таму, да се набави соодветна опрема и дури од таму веќе да почне тоа искачување. Значи тоа е една комплексна работа која што бара доста напор да се вложи за да се заокружи еден таков проект за да се реализира и затоа јас сите ги охрабрувам. Не е само битно физички да сме спремни. Овие спортови бараат и голема ментална подготовка. По желба на дечињата и иницијатива на наставникот по географија, алпинистката Илина Арсова за многу кратко време го посети училиштето Герас Цунев. Нивната желба беше пресилна и преголема Илина да биде наш гостин. Илина се покажа подготвена за тој предизвик. Таа е една неверојатно млада жена, која што без размислување, без двоумење ја прифати нашата покана и еве ја тука за многу кратко време успеавме да се договориме, без речиси никакви услови. И ова колку се должи на ентузијазмот на учениците, на наставниците од нашето училиште, толку повеќе се должи и на нејзиниот ентузијазам да биде овде, да биде меѓу нашите ученици во нашата средина, за да ни го пренесе сопственото искуство и за да не напои со доживувањата и со зборовите кои што има да ни ги пренесе, бидејќи тоа е една навистина исклучително ретка можност нашите ученици да се сретнат со некој од нашава држава, од нашата средина кој што успеал да совлада такви големи и психички и физички предизвици во еден така екстремен и еден така тежок спорт како што е алпинизмот. Арсова е првата жена од Македонија која се искачи на Матерхорн, а во досегашната кариера си има искачено и на врвовите Амадаблам и Аконкагва, а од неодамна се врати од Алјаска, највисокиот врв на Северна Америка. Најави повеќе нови проекти како искачување на врвовите во Индонезија и Јужниот пол.